Почитувани гледачи, добро вечер. Последните измени кои што настанаа во најголемата опозицијска партија во државава, поточно во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, несомнено наметнаа и да се појави една нова програма, нова политичка платформа со која што новото раководство секако сака да излезе пред потенцијалните гласачи и граѓани на оваа држава. Од тие причини, вечерва е овде со нас во студиото на Канал Визија, значи е председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, господинот Зоран Заев, кој овие денови еве и во Прилеп ја промовира новата политичка платформа, како што реков, на неговата партија. Добро вечер, господине Заев, и добро дојдовте во студиото. Добро вечер, благодарам на можноста што ја добиваме во вашиот ценет канал секако. Ова е дел од нашата активност. Би сакал секако да ги поздравам сите гледачи на целиот овој регион, како регионална телевизија која што сега ги покривате. И за нас представува навистина можност да ова толку драгоцен и важен регион во Република Македонија биде упатен во тоа што најголемата опозициона партија го прави, и заради тоа ни е драго што сме гости овде. Вие сте прв пат, ми се чини, гостин во емисија или воопшто во Канал Визија, меѓутоа верувам дека пријатно овде. Јас мислам дека ми е втор пат, заради тоа што сум присуствувал како носител на изборна единица. Ете, може би затоа, меѓутоа официјално вака. Како председател прв пат, да. Прв пат. Како што кажав и во најавата, значи со вашето доаѓање на чело на партијата, неминовно и нормално беше да се очекува дека ќе настанат и промени во самата програма. Она што имавме можност да го слушнеме во изминатите денови, барем и мене ми дава за право, а верувам тоа го мислат и граѓаните, дека се работи за промоција на едни многу амбициозни проекти, во смисла на она што сакате да ја вратите средната класа во Република Македонија, и тоа преку неколку клучни работи, особено ете околу изградбата на автопати, па гасификацијата на државава, и така натаму, и така натаму. Во едно вакво специфично време, кога и морам да го спомнам, и тоа и вие сте, постојано ете на мета заради X работи, сепак вие излегувате со нешто ново, со кое што сакате се разбира да ја побарате довербата на граѓаните. Дали имате изготвено конкретна стратегија, план, како сето тоа ќе го реализирате и на што се базира, се потпира вашиот нов СДСМ? Благодарам на прашањето. Еве вака, консеквентно и многу логично е да после конгресот, кој што беше изборен конгрес, се избра нов председател, после тоа на Централен одбор се избраа новите извршни органи на партијата, помошните тела во делот на советите, се поставија и во Прилеп општинските организации со изборните конференции, да паралелно со целиот овој период работевме 5,5 месеци интензивно на политичката понуда. Граѓаните ни велат вака: се ние веќе видено од власт, 8 година се власт. Таа бе луѓе, вие понудите ни нешто, да знаеме што тоа опозицијата конкретно нуди. Порано сме имале решенија за Македонија, изборни програми, но впечатокот сепак е граѓаните дека не сме доволно прецизни, доволно едноставно разбирливи, за да може да знаат што е алтернатива на оваа власт во општеството во кое што живееме. Затоа посветивме долго време еден ваков концепт, пред се на неговите математики, заради идното спроведување, за да знаат граѓаните кога и да дојдат парламентарни избори, многу навремено што опции имат за избор. Тоа е убаво во една демократска земја да го има секогаш, и впрочем силна опозиција секој пат е добре дојдена и за власта. Зошто? Ќе биде посилно коригирана, тоа има силен придонес кон транспарентноста, демократичноста во однесувањето и сето она кое што представува квалитет на живот во едно општество. Оваа програма која што ја создадовме е начелна почетна визија од нас. Ние секојдневно ја доработуваме заедно со граѓаните. Финалето на овој документ ќе биде некаде средината на декември, каде што ќе вградиме добро дојдени сугестии кои што ни стигаат секојдневно со сите овие наши посети широм Македонија од граѓаните. Ние сме подготвени дел од нашите мерки да ги повлечиме, доколку граѓаните ни најават, докажат дека тоа не е баш добро време за нивно спроведување и слично, иако до сега немало такви случаеви, но сепак ова ќе трае некаде до 8 декември со поминување по цела Македонија, каде што ќе дебатираме за сите детали. На купче, да бидам прецизен на прашањето, сите мерки кои што ги нудиме чинат не повеќе од 60 милиони евра. Буџетот на државата е 2 милиарди 870 милиони евра. Прашањето се подготвени политичарите,
да еден ваков начин, еден ваков концепт, после 22 години самостојност на Македонија, да се обидат, да се одважат и да почнат полека по сите механизми да ги враќат парите назад кон граѓаните. Зошто? Заради тоа што тоа е неминовно. Ние дојдовме до тоа. Семејствата се во тешка финансиска состојба. Стопанството ни е неликвидно, презадолжено, буквално клекнато на колена. Државата навлезе во дебели кредити, заради тоа што не може да ги сервисира јавните оврски, пензии, плати и она што значи буџетски расходи. И дефинитивно, ако сакаме да додржиме финансиска стабилност кон државата, прво мораме да помогнеме во темелот, а тоа е граѓанинот. Каде што тој, ако има повеќе пари, ќе има повеќе даноци за државата, ќе биде и финансиска стабилност и спокој на Република Македонија уште поголема. Значи, сите мерки чинат 60 милиони евра, а при тоа, еве ДДВ-то, покрај тоа што повратокот на ДДВ од 15%, покрај тоа што враќа 130 милиони евра, обезбедува 2 милиарди денари или 30 милиони евра повеќе пари во буџетот на државата од она што сега го има. Така е концепирана мерката, Македонија е зрела, за да може и финансиски бенефит да имат и граѓаните, и стопанството, но секако и државата. Имаме своевидна компензација овде на сите овие мерки, и заради тоа што димензионирањето велиме не повеќе од 60 милиони, зависи кој ќе ги искористи до крај. Пример, дали секој ќе одлучи со 35 години жена да оди во пензија, некој ќе почека до 62 години старост, па дури до 64, или дали сите оние граѓани над 64 години кои што не земат пензија, немат стаж, сепак ќе го искористат правото на државна социјална пензија. Максималната бројка е 12.000 граѓани, може би само 10 ќе искористат. Ние велиме сите кои ќе искористат овие мерки кои што ги нудиме, ќе овозможиме не повеќе користење од 60 милиони евра. Пари од каде? Ние нема да градиме споменици, музеи. Веруваме дека оваа криза мора да биде надмината, ќе ја надминеме ако ги успокоиме финансиски повеќе граѓаните и фирмите ширум Македонија. Тоа е тој концепт кој што се вика враќање на средната класа. Сите знаеме дека е изгубена во овие 22 години. Оврска е на сите политичари во државата, да преку буџетската редистрибуција, преку рамноправното користење на националното богатство и доход, секој пат да тежнееме кон тој баланс, да нема екстремно богати и екстремно сиромашни. Тоа секој пат ќе го има, некој го има во мал процент, но најголемата класа да биде таа средната класа. Секоја демократско општество тежне кон овој квалитатив на живење, а државата има најсилната улога преку владите, буџетите, парламентите, да токму тоа го овозможи. Затоа веруваме во еден концепт кој што се вика враќање на средната класа, создавање на фер и правично општество за сите, кое што секако ќе ја зголеми демократичноста или демократската зрелост на граѓаните за да бидат авангардни, да реагират, да се борат за своите права, да знаат да бидат солидарни со оние кои што помалку имат или слично. Тоа го прави животот поубав за секој. Мислите дека нашата држава сега во ваква состојба како што е финансиска, вие сигурно сте и поупатен од обичните граѓани, да речам, со оглед и на функцијата што ја имате, ќе го има тој капацитет за сето ова што вас сега вие како план, како проекти што го имате, сепак да можете да го спроведите. Велите во иднина, вие можеби нема да градите споменици. Меѓутоа, од некаде мора да се стартува и дали значи буџетот е толку, но дали е реално толку, дали е значи ова изводливо едноставно. Затоа кажувам најлесно разбирливо за граѓаните. Ние 8 години дигаме галама во оваа земја како опозиција дека за време на криза не е во ред да се пушта толку милиони евра во споменици и музеи. Не е во ред. Во ред е можеби кога ќе бидат луѓето финансиски постабилни, поспокојни, па да се градат и историски вредности во општеството. И токму таа причина наједноставно е, нема да градиме споменици, еве ги парите. 25 милиони евра нема да има годишно за медиумите, еве ги парите. Не може луксузни коли да има за министри, заменици министри, кога пати и плачи народот, социјално незгрижен, каде што постои голема сиромаштија. 2 милиарди 870 милиони евра е некаде 30% од бруто домашниот производ на оваа општество. 10 милиарди е се она што се произведува во државата. Вака консталиран буџет, ваква состојба во едно општество како што е нашето македонско. И како буџетот има сила да може да биде редистрибутор на вкупното богатство и доход кон граѓаните, да ја одигра историски најважната улога во ова.
Тука зависи од секој граѓанин поединечно која се симнувате по важност на скалилата. Дали сум спремен јас да бидам солидарен со мојот сосед кој што навистина нема за леп. Дали фирмата е подготвена да пушти повеќе пари кон спортот или културата, а има добивки. Тука е до крај, но државата е таа која што има најзначајната улога да пополека го урамнотежува, избалансира општеството во делот на социјалните класи и те како сигурно дека буџетот има пари, јас сум убеден, јас сум економист. Во политиката сум од 2006 во врвот на политика, подпредседател, ВД председател, бев пратеник 1,5 година, водаме една од општините поголеми во државата, тоа е Струмица, како вашиот Прилеп еве овде. Сакаме ние сме упатени во сите општествени текови. Како економист ги знам сите капацитети на државата и сум убеден дека не само што буџетот има пари, туку во ова наша Македонија може би не да бидеме веднаш како Швајцарија, но може и пострекно и подобро да се живее од тоа што денеска е животот за сите граѓани. Зошто во изминатиот период, еве на пример, ако било ова сето возможно, не се случуваше барем со нешто што и претходно го кажувавте како опозиција, а сепак да помине кај народот? Еве, обично власта ве удира, да речем, токму на тоа дека 7 пати ги губите изборите. Зошто и порано не излеговте со нешто вака по-конкретно, за да можете сепак да го приволите народот на некој начин? Најверојатно е концепција на раководствата на партијата. Еве, дојде ново раководство, верува дека ние мораме максимално да бидеме посветени на нашата понуда. Второстепено да не биде критиката кон власта. Оти луѓето се подизморени од критики. Кога ќе го пуштат каналот на канал Визија или на било кој, ако има критики едни со други, велате, ви ги овие пак. Нешто се расправат. Заморува веќе едноставно. Сакат луѓето да политичарите конечно бидат сервис за нив. Да понудат нешто, да знаат што е тоа иднината, како тие ја замислуваат, како ја трасираат. Тоа ги подрашчиствува облаците во секое семејство. Кога знаат оние што добиле чест или оние што претендираат за честа да ја водат државата, имаат свој концепт, своја понуда, своја визија, која што е отворена за јавноста, за дебата, на тој начин сите на еден начин сме поспокојни дека има некој надпревар на проекти, на идеи. Тоа го чекот. Ние велиме млада демократија, сме млада земја, ама луѓето подостареа овие 22 години велат, ама бе зарем не научивме веќе. Бе дај, нека има надпревар, ама на проекти, на идеи. Па едните да дебатират за проектите на другите за овие првите. Па да видиме кој тоа е подобар проект, на основа на тоа граѓаните да носат одлука. И затоа одлучивме дека најголем дел од времето да го посветиме на нашата понуда. Подготвени максимално и да учиме со граѓаните. Знаете, човекот учи додека е жив, ние сме пред се младо раководство на СДСМ, иако сме искусни. Можеме секој пат повеќе да научиме. Денеска во Прилеп научив многу од пазарџиите, кажуваат кои се проблемите. Ако не се соочиш, имаш своја представа за нешто, оствари не е така. Да. Спортистите денеска кажат толку убави моменти кои што во нашата програма за делот на спортот или генерално за јавните дейности ги немаше реално. Јас сум убеден дека вторник кога правиме резиме на извршен одбор, веднаш ги вградуваме овие работи. Вели, абе, од ДДВ-то може да помогнеме на спортот. Викам, ДДВ-то го плаќат потрошувачите, не фирмите го плаќат и го враќат. Да, викам, ама на газдите им е важно дали ќе им биде вратен за 10 дена или за 110 дена. Дајте им можност за 10 дена, па 1%, бе 0,1% да дадат за спорт, за култура, за образование, за здравство, за било што. Да ги помогнат тие јавните дејности. Оти сите сме врзани, ако не сме ние деца имаме што спортуваат. Со образованието сите сме поврзани со деца, со внуци, секако сме некако врзани. На некој начин. Така да многу што може да научите од граѓаните и сме убедени дека сега прво сите знаат дека СДСМ има понуда. И тоа повеќе не може ни власта, ни било кој да каже, тие немат програма. Не да имаме програма. Сакате да ги убедите дека овој пат се подпирате на вистина на факти, на аргументи, на темели, цврсти аргументи. Така, и тоа знаеме конкретно. 40% зголемувањето на сите социјални фондови. Со 10% годишно, значи 10 милиони евра посветени пари на оваа работа. Но тоа се пари пуштени кај најсиромашните граѓани. Што ќе направат тие? Ќе ги потрошат парите, си платат сметките, ќе си купат дома храна, ќе ги подмират даноците кон државата. Еден огромен процент пак се враќа во буџетот на државата.
Ние не патиме дали, напротив, сме убедени дека пуштањето пари назад кон граѓаните, вака или онака пак се враќа назад кон буџетот. Тоа е еден бесконечен круг кој што многу помага, но при тоа имате од 100 проблеми во секое семејство, веднаш симнувате едно 50. Пример, го успокојувате секојдневието на граѓаните. Во тој дел, ако кошта 10 милиони годишно овие мерки за социјалната помош, вкупната пензија, ако искориста 12.000 луѓе, кои што досега не земале пензија, вкупно чини 1 милион, односно 56 милиони денари, или без малку 1 милион евра месечно. Тоа се 11 милиони евра годишно. Не повеќе, сите ако ги искористат. Просекот и искуството покажале дека при вакви авангардни чекори 80-85% се користи тоа. Пример, ДДВ-то пушта 130 милиарди, но 2 милиарди денари донесува повеќе во буџетот. Или не знам, субвенционирањето во земјоделството станува исто. Со тенденција да порасне заради европски фондови и парди нови отварања, дај Боже да станеме членка на Европската унија, но велиме овде ќе го насочиме тоа да биде навремено, да биде со конечна цел и ефект кој што ќе се постигне и да не биде лимитирано за покрупните. Сите подеднакво да имат пристап за самите субвенции. И тоа не чини нешто повеќе пари од тоа што денеска го има во делот на субвенционирањето. Велиме, нудиме правичен данок. Правичниот данок значи богатите да платат повеќе, сиромашните помалку. И при тоа 500 милиони денари, тоа се 8,5 милиони евра, плюс повеќе пари носи тоа во буџетот. Но државата може преку редистрибутивните механизми да ги врати кај најранливите категории граѓани. Таму токму да помогне и да го подигне стандардот кон таа средна класа на најсиромашните граѓани. Или ќе кажам, еве мерката која што значи автопати. Денеска излеговме на пресконференција овде во Прилеп и велиме вака: ние ќе продолжиме таму каде што застанува ова денешна влада. И тоа сакат луѓето да го слушаат. Тоа е така. Ние не би били честни ако не ги продолжиме проектите каде претходните застанале. И велиме, ќе изработиме проектна документација, ќе завршиме експроприацијата и ќе започнеме со изградба на автопатите. Оти не е честно да кажеме дека за 4 години ќе ги изградиме 3 толку големи автопати. Но ќе започнеме. Ако народот не остави после 4 години ќе довршиме. Ако не, тој што ќе дојде по нас, ќе ги заврши. Тоа сакат луѓето. Значи етапно да се продолжува она што едните го почнале, еве сега да може да напредува државата. Така, ги гласавме проектите Скопје Штип. Како